Среде длабока економска криза во која се наоѓа Македонија, градоначалникот Шилегов реши сега да потроши неверојатни 1,5 милиони евра за уредување на кеј 13 ноември на потегот од плоштадот Македонија до хотелот Holiday Inn. Оваа огромна сума треба да се потроши за да се среди пешачкиот дел кој всушност е во должина од само 500 метри. Ќе го уредиме целосно изгледот, ќе го смениме на пешачкиот дел, на пешачката патека од хотелот Holiday Inn до плоштадот Македонија, целосно ново уредување, вадење на партерот кој што е сериозно девастиран. Ја мислам дека таму е последната реконструкција пред повеќе од 25 години, ќе се уреди со нова опрема, ќе се уреди со ново осветлување, ќе се уреди хортикултурно и ќе биде во полн сеј онаков како што скопјани заслужуваат. Јавноста реагира дека во вакви тешки времиња трошењето на толкова сума пари само за уредување на една пешачка патека е несериозно и скандалозно, посебно ако се има предвид дека тој дел од кејот 13 ноември веќе еднаш е реновиран од градоначалникот Ристо Пенов. Шилегов се правда дека 25 години не е уредувана пешачката патека. За градот ова не е единственото опуштање среде пандемија. Пред околу 15 на дена град Скопје најави дека за привремени вработувања планира да потроши речиси 60.000 евра. Трошењето не завршува тука. Неодамна градот распиша оглас со кој планираат да потрошат 60.000 евра на авионски билети, 32.000 евра на хотели и такси превоз, како и 200.000 евра за новогодишно украсување. Граѓаните реагираат дека сомнителни подалби на пари го ситнат градскиот буџет и тој на државата и на општините во услови на пандемија кога секој ден треба да се штеди за да се зачува здравјето на граѓаните.